17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, еве сме со уште една од редот на книжевни приказни во најновото издание од емисијата од своја страна на фреквенцијата на телевизија Сонце. Мојата денешна гостинка е нашата македонска авторка Олја Петрушевска-Томева. На самиот почеток ќе посакам едно топло добре дојде. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна и дел од студиото на телевизија Сонце за почеток. Благодарам и на вас за поканата и се надевам дека денеска гледачите ќе уживаат во нашиот разговор и приказната за Рајна ќе може да се слушнете. Ќе може да се слушне токму и овде, така, и ќе може да уживаат во еден инспиративен разговор. Ќе откриеме малку повеќе за која била Рајна Алексова и поточно нели за вашиот најнов роман Сагата за Рајна. Олја, неодамна се промовираше Сагата за Рајна, чинам на 15 октомври. Ете така. Кои се импресиите? Ајде да почнеме од некој почеток. Значи вака, прво, јас сум присрекна дека за прв пат и покрај тоа што ова не е моје прво дело, склучив договор со една издавачка куќа, многу сериозна издавачка куќа, Сакам книги, која што навистина ми даде огромна поддршка. Ми направија преубава промоција, како што рековте на 15 октомври. Промоцијата беше во една од нивните книжари во Лептокарија, каде што они прославува и своја годишнина на книжарата. Па така тогаш нели се најде за сходно да биде промоцијата на Рајна. Многу беше убаво затоа што и времето беше убаво, имаше многу луѓе. Навистина се покажа голема заинтересираност за Рајна. Прво, веројатно што на секого му буди интерес книга која што е напишана за вистинска личност, така и во овој случај. Токму така, да. Покрај во Скопје јас имав промоција и за Рајна во Битола, во Букхаус, кој што исто така имаат соработка со Сакам книги, бидејќи Рајна е битолчанка и беше навистина убаво да се биде гостин во Битола, особено што еве да кажам една скопјанка напиша книга за битолчанка. Тие беа навистина воодушевени и благодарни што значи се слушна за една нивна сограѓанка која што има и какво големо значење како жена, меѓутоа и за нас како македонци. Токму така, велите роман инспириран, базиран на вистински настани, на вистинска приказна, односно приказната за Рајна Алексова, првата дипломирана фармацевтка не само во Македонија, туку и на целиот Балкан. Која е Рајна Алексова и од каде приказната за Рајна Алексова токму кај вас? Така, ајде вака од почеток да почнам. Како ја всушност дознав за Рајна? Еве ќе кажам, јас сум љубител на утрински програми, ранобудник сум, станувам рано, гледам телевизија, уште наутро додека го пијам утринското кафе. И така 2 години поред слушам на истиот ден, на денешен ден е родена Рајна Алексова во Времеплов. И втората година кога слушнав повторно за неа, мислам веќе ме заинтригира прво која е жената. Тргнувајќи од фактот што например, и јас сум жена, па ми импресионираше незината приказна и за незиниот успех, почнав да истражувам, да читам. Буквално се што може да се прочита на Google пребарувачот, прочитав за неа. Меѓутоа, по социјалните мрежи, бидејќи во една од тие надписи, содржини кои што ги читав, беше спомената незината внука, Нина Данилова. Ја најдов на социјалните мрежи, се поврзав преку мои роднини со неа, мислам, пресрекна беше жената кога слушна дека јас сум заинтересирана да напишам книга, ме праша дали досега имаш пишувано, да, викам имам напишано и претходно романи, некои книги за деца. Таа ми раскажа се што знаеше и почнав, значи да пишувам. Предизвик ми беше книгата, искрено, не е воопшто лесно да напишеш книга за вистинска личност, особено личност која што преживеала толку премрежја и која што била, ќе кажам, една историска личност, еден историски сведок на сите случувања кои што поминала Македонија како држава, така и она, значи Турското царство распадот, Младотурската револуција, прва, Балканските војни, прва, втора светска војна, значи сето тоа го преживеала Рајна. Значи тука не е само битен незиниот тоа што таа е првата фармацевка од Виена до Атина,
Првата жена предприемач, да кажам, која што добила указ и дозвола од Валијата, кој што бил одговорен во тој период за просторот каде што се наоѓала Македонија. Туку значи е битно што таа и понатаму и покрај тоа што ета била прва жена, да кажам, продолжила да се бори и да помага на своите сограѓани на Битолчани во сите оние периоди кога им било навистина многу тешко. Како беше процесот на создавањето на романот? Колку интензивно се истражуваше? Можеби наброевте многу историски настани, тоа се многу периоди. Да. Претпоставувам дека се твореше интензивно. Па, од прилика една година го пишав и покрај тоа што нема многу страници. Јас мислам ќе видат читателите тие кои што ќе земат да ја прочитаат Рајна. Јас се размислував во еден период од тие војни на кој начин да го приточам, па така да, значи, ајде да не откривам многу, меѓутоа таа води дневник. Води дневник, мислам, ова е вистина дека води дневник и за незината работа, за сите галенски препарати кои што ги подготвувала, кои што и ден денеска се чува во архивот, во градскиот архив во Битола, где се напишани на француски јазик, меѓутоа во исто време дневник и за сите случувања, па така да тоа ми беше олеснување да ги прикажам сите тие периоди. Значи како тргнав? Сето она што ми беше раскажано од незините роднини, за незиниот живот, за тоа колку они ја познавале, они биле деца. Таа име прабаба нивна, фактички прабаба, меѓутоа тетка, бидејќи таа немала своји деца. Колку знаеле за неа лично и колку знаеле за неа раскажано од нивните родители. Тоа сето ми беше пренесено, меѓутоа јас сето тоа морав да го спојам со историските случувања во тој период. Сепак кога пишуваш за вистински луѓе, за живи личности кои што и ден денеска, нели, има некои таа, нели, оставила своји наследници, мораш работите да ги прилагодиш да бидат соодветно. Се надевам дека успеа во тоа. Јас верувам дека некој можеби и ќе најде некоја грешка, меѓутоа ја не сум историчар. Јас сепак, нели, сум, на некој начин да кажам, писател кој што се потруди во најдобро светло и на најдобар можен начин, толку колку што умеев и знаев, да го прикажам животот на Рајна, кој што е многу значен за нас, за сите да може да слушнат која била Рајна Алексова. Така, кажавте дека имавте соработка со незините роднини, како го прифатија токму тој факт дека токму за Рајна ќе излезе книга и дека токму вие сте се заинтересирале она што ви го пренеле да го напишете на лист хартија? Пресрекни беа, значи, јас со две нејзини внуки стапив во контакт. Едната воопшто не живее во Македонија, во Словенија живее. Другата е тука Битолчанка, значи во Битола, потоа се запознав и со внукот на промоцијата. Се задоволни затоа што, нели, тоа е, они и онака сакаат да се слушне. И они самите ги имаа пишувано дело надписите кои што јас ги пронајдов на прибарувачот. Потоа, кога беше готова книгата, значи не сакав, прво јас ги прашав дали може нели да напишам книга, дека ќе би ми било задоволство, они ми одобрија. Потоа, од кога го завршив романот, пред воопшто да го пратам на Сакам книги, го пратив кај роднините, они да го прочитаат, ми дадоа забелешки, или во некои делови каде што имам пропуштено некои работи, тие ги досредив и така излезе ете. Да, неверојатно и очигледно е дека приказната ве пронајде вам, но како вие сте пронајдовте со Сакам книги, каква е соработката со издавачката куќа и колку е потребно еден македонски автор да е поддржан од страна на ета така добра издавачка куќа во Македонија за да биде читан? Многу е важно да си поддржан, инаку нема да успеш. Јас ќе кажам за претходната моја работа. Јас сум претходно автор, само издавач на две книги. Едниот е роман, психолошки трилер, Одмазата на богомолката се вика, и другата книги за деца, Волшебната авантура. Практично јас овие две книги се сама. Значи, не е воопшто лесно. Значи, покрај тоа што ќе ги напишеш, нели, тоа ти представува задоволство. Така. Самото пишување е задоволство. Треба да најдеш лектор, лекторот да го лекторира, да го провериш лекторот, тоа што лекторот го напиша. Потоа треба со универзитетската библиотека, ИСБ на број, ЦИ број, со нив, значи уплатници, не ги знаеш тие работи, со печатница, со средување техничко, со печатење корици, тиражи, броеви, мислам има еден куп работи кои што треба сам да ги изодиш
И после тоа, кога ти ги имаш, двете, еве јас во мојот случај, двете дела мои, готови, сега да не изберам за финансиски колку кошта тоа, бидејќи чини финансиски, меѓутоа ете сето тоа да го ставиме на страна и сега ти се наоѓаш во една ситуација кога сакаш луѓето да ти ја прочитаат книгата. Не ти интересира финансискиот надоместок, значи ти интересира едноставно некој да ти ја прочита книгата и да ти каже свое мислење дали ти понатака и тоа ќе ти биде инспирација дали понатака да продолжиш или до тука ти било. Так. И јас сега што почнав да правам, ја практично немав некој голем тираж на тие книги, особено нели од романот кој што беше поинтересен за читателите, повеќе луѓе сакаа да го прочитаат, јас испечатав некои 250 примероци и тие ги поделив по моите пријатели. Имам ја широк круг на пријатели, ги поделив, тие беа воодушевени. Значи буквално ми рекоа вика како да не читаме македонски автор, меѓутоа еве што се случува по друга страна. И сега јас сакам, нели, не моите пријатели кои што можеби се ете субјективни, затоа што сум им пријателка, него сакам некој друг човек да ја прочита што ете не ме познава мене. И ме остана некои десетина книги и се обидов низ повеќе издавачки куќи, ја оставив книгата, прво да ја прочитаат, за да само ја продаваат кај нив. Никој не ми одговори, не се најде. Не ја ни прочита за да ми кажат добро, еве ја прочитавме и сега овие 10 книги што ти остана ние ќе ги продадеме. Не, тоа единствено се служи, ја сакам книги. За сум им многу благодарна. И понатака, ете, од тука почна соработката, они ги продаваат тие две книги и десетина примероци, колку што имав, само тие, и детската книга. Меѓутоа, понатака ете продолжи соработката, кога им се јави повторно, им кажам дека имаме нова книга и која ми е идејата, беа заинтересирани, задоволни, се согласија и така испадна Рајна. Инаку имам уште 2 книги напишано, значи едната е да кажем ете новела која што офаќа една тема за децата кои што може би се средно училиште за да може да разберат се однесува на булингот, една тема која што ете како многу застапена. А другата е драма, комедија, јас испробувам во различни стилови, сакам да видам што најмногу ми лежи. За тие 2 книги конкурирав на еден надпревар. Дата писно кој се вика и тие се исто така одбител, доби 2 втори места, бев избрана 2 втори места и тие ми ги спечатија тие 2 книги, меѓутоа не се никаде во продажба. Так. Си ги имам јас дома. Книгите е сега за понатака како ќе се одвива, ќе каже времето. Така, каков е одзивот на промоцијата? Во октомври се одржа промоцијата на сагата за Рајна. Колку читателската публика веќе те препознава како еден нели добар македонски автор? Даваме ли шанса на македонските автори? Па јас мислам дека тоа е нешто што е во зачеток. Прво да кажам за романов, мислам стварно најде на добар одзив од публиката. Гледам, секојдневно добивам пораки од луѓе кои што ете ми се блиски, меѓутоа не ги познавам. Дека навистина им се допаѓа Рајна, дека е убаво напишана, дека се благодарни ете што ќе имаат една ваква книга што ќе остане за секогаш да се запамети. Така да одзивот е добар и јас сум задоволна. Што ми дава ете потик да продолжам понатака. Во однос на значи на другава работа колку како беше колку даваме шанса, така колку се дава шанса, па мислам дека се почнува. Дека има иницијатива, има доста во моментов македонски автори, особено сакам книги работи со доста македонски автори. Така, токму така е. И е многу битно да се има промоција на сите. Ја буквално од моментот кога сум почнала да пишувам, јас исклучително читам македонски автори. Ја не читам други автори. Читам, пошто јас сум исто читател, сакам да читам книги, ја читам само македонски автори и се трудам барем во оние што се читателските групи на Facebook, секака книга што ќе ја прочитам да ги испромовирам. Затоа што мислам ми е лична сатисфакција, зошто да не? Што ништо не се помалку лоши или помалку добри од странските автори. Токму така. Навистина имаме добри автори кои што и треба да се читаат македонските автори. И мислам дека државата треба да дава повеќе поддршка за читателството, за издаваштвото, особено да ги потикнува македонските автори за да повеќе творат, затоа што тоа е нешто што останува како наше културно наследство.
А велите дека творите целиот ваш живот, односно од најрана возраст, од каде љубовта кон пишаниот збор ни откривте позади камерите дека пишувавте и поезија, односно се уште пишувате, меѓутоа ете нема некоја желба можеби да се објави на лист од хартија, зошто е тоа така? Јас мислам дека човек се раѓа со тоа нешто. Значи, дали имаш прво треба да имаш желба, а друго треба да имаш и малку дарба. Дарба за тоа, да. Желбата сум имала од секој пат. Ја мислам дека како и секој човек што пишува, дете кога ќе почне да пишува, прво се испробува со поезија, затоа што и наставничките во основното образование ги поттикнуваат на тој начин децата. Ја гледам, јас имам две деца, едното е основно, едното е средно, и тој што сака да пишува, тогаш почне да пишува во основно образование, ги поттикнуваат наставничките со различни надпревари, ќе им дадат некоја писмена, сами да се осознаат, да се видат и тука почнува тоа. И ако те бива, ќе почнеш да пишуваш и нели нормално желбата. Така и јас уште од тогаш надпревари кои имало, секој пат сум се пријавувала, составите кои сум ги пишувала за писмените ми биле исто така, не ми представувало тежина, него напротив задоволство. Меѓутоа имам напишано, не знам да кажам, бројни песни и за возраст и за деца. Децата кога ми беа мали пишував песнички за нив, детски песнички, им ги читав. Значи, читав јас и други книги, постојано им читав книги, меѓутоа им ги читав и моите. Меѓутоа мислам дека поезијата кај нас не се цени доволно, не се чита доволно. Можеби и тука проблемот во промоцијата, можеби треба повеќе да се промовираат. Има прекрасни наши збирки на поезија кои што се напишани од наши автори. Можеби и листата на лектирите ќе треба да се малце ажурира, да се промени, децава да можат да прочитаат нешто ново, па и книги нови кои што се соодветни на времево, на нивната возраст. Уште се можеби тие така листи останати како што се од времето ние кога ги читавме лектирите. Има некои измени, меѓутоа не е тоа нешто многу сменето. Прв пат решив да напишам, раскази сум пишувала, јас имам пишувала, не сум се приклучувала на некои надпревари. Меѓутоа, да кажам дека првиот роман, Од мазата на богомолката, го напишав од кладба. Мислам, не дека се кладев, него имавме една дискусија со едни пријатели и викам, па јас ќе се обидам, ќе можам, ќе напишам. И навистина седнав и реално фикција е тој првиот роман. Не го напишав за долго, да кажам 3-4 месеци. Реално седнав и го напишав. Потешко е да се напише ваква книга една за вистински настан, вистинско дело. Меѓутоа многу е важно како ќе те прифатат читателите, за да тоа ти биде мотив да продолжиш за понатаму. Така. Олја, од каде ја црпите инспирацијата? Што се ви инспирира да седнете и да го ставите на лист од хартија? Па да кажам, вака една работа дека ме инспирира нема, значи се ме инспирира. Животот ме инспирира, луѓето, некоја случка. Мене практично луѓето ми се инспирација. Сакам да ги значи ме инспирира човечкиот живот, начинот на кој што се однесува секој еден различен човек. Јас имам многу пријатели и ги почитувам, буквално секој еден човек го почитувам. Независно каков е, што има завршено, каков статус има во општеството, едноставно секој си има своја приказна и секој вреди. Токму поради тоа можеби и ве пронајде ова вистинска приказна, токму поради таа инспирација која што наоѓате во различното во секој од нас. Вие сте дипломиран правник, односно магистар по право, по европско право. Меѓутоа еве и автор веќе. Каде го наоѓате балансот помеѓу професионалното, помеѓу ова хоби ќе го наречеме? Кој е балансот на една успешна жена? Сега за успешна жена тоа е друга работа, ама баланс меѓу ова моиве две работи, како да кажам, не го наоѓам. Цел ден сум на компјутер. Или пишувам тоа што ми е работа, бидејќи мене работата ми е на компјутер, јас пишувам, нормативец сум, подготвувам закони, најчесто закони што се усогласуваат со европско законодавство, значи малце си куцкам од законите, после ки се уморам, па викам ајде сега малце ова друго што повеќе ме инспирира. Едното носи заработка, другото носи задоволство. Ето така го кажам. да, тоа е тоа. Ајде за второто. Балансот на една успешна жена која што ете и мајка сте и сопруга. Па ја мислам дека сето тоа може да се постигне само ако човек знае добро да се организира. Јас како што кажав, значи сум утрински човек, раднобудник сум, станувам рано. Меѓутоа, да кажам, не спијам доволно, можеби. Тука го наоѓам тоа време, меѓутоа, нели ако се сака, ако се може,
се стигнува буквално баш на се. Сега за книгиве да кажам дека тоа е љубов. Значи тоа Така, желбата прво. тоа го сакаш едноставно, за тоа што го сакаш секој пат ќе најдеш време. Сега можеби нели од нешто друго ќе скратиш, меѓутоа тоа што го сакаш да го правиш, ќе најдеш време. Сега има периоди нели кога имам повеќе време, кога имам помалку работни обврски, па кога повеќе можам да се посветам, некогаш не можам. Еве да кажам, да откриам дека јас пишувам нова книга. Една имам веќе која што ми е готова, која што стои и чека да се лекторира. Ќе видиме како ќе иде соработката со Сакам книги, нели, за да се издаде и таа. Друга веќе е во процес, нели, се пишува. Таа на некој начин да кажам е продолжеток на Одмаздата на богомолката, меѓутоа, нели, тоа ќе бидат две посебни кои што ќе може одделно да се читаат книги, меѓутоа ќе има да може да се поврзат. Еве како да кажам, 2 месеци немам збор напишано. Значи немам време сега да напишам. Ме јаде вака од внатре, зашто не можам да седнам, секој ден мислам на тоа, ми доаѓаат милиарда идеи, работи, нешто ќе запишам, нешто ќе запаметам, нешто што ми дава вака инспирација, што ќе ме потекне, може ќе сликнам од телефонот за да ме асоцира во моментот кога ќе седнам да пишувам. Меѓутоа ете 2 месеци не сум седнала. Сега се надевам за празници веќе имам малку за празниците време, така малку ќе се послободите. Овие која е вашата најголема поддршка од самиот почеток на творење, па се до ден денес, претпоставам најблиските, семејството. Сите ме поддржуваат, сите се задоволни и среќни. Ќе бидам нескромна кога кажам дека не ми годи нели и тоа што и они се задоволни, меѓутоа и нивната поддршка, нормално семејството. Сега не е лесно да ме гледаат цел ден како куцам на нели на компјутер. Меѓутоа гледам да ги задоволам и нивните барања. Сите, пријателите, семејството, така да имам поддршка од сите. Така, спомнавме продолжение на Одмаздата на богомолката, меѓутоа што се случува со сагата за Рајна, дали можеби ќе има некое продолжение на ова дело или се уште немате размислувано во таа насока? Па не, на ова дело нема продолжување, ова е тоа, да, ова е нејзиниот живот на Рајна и толку тука не би имало што да се продолжи. За неја убаво би било, ете така, нели, да се прочита од пошироката јавност Рајна, па и нашиот фармацевски факултет, например, во Скопје да го носи нејзиното име, бидејќи таа е заслужна за тоа. Меѓутоа, тоа е тоа. Јас понатака, мислам, мојот карактер е таков кој што наложува да сакам и различни ситуации, различни работи. Ја не сум човек што ќе се врзам за една работа и тоа го терам до крај, него баш сакам така и во читателството, сакам да се испробам во различни стилови. Ова е една биографска нели книга за една жена која што навистина живеела и творела и постигнала резултати. Меѓутоа нели би пробала се. Ете, имам напишано психолошки трилер, имам детски книги, имам драма, комедија напишано. Сега не знам, можеби некој криминалистички роман, некоја можеби еве да кажам авантура, не знам. Трилер? Не, трилер, тоа е трилер. Сега да кажам научна фантастика, тоа не е стил кој што ми лежи, ама ета не се знае никогаш. Моето прашање е колку особините, карактеристиките на Рајна Алексова се всушност особини на македонската жена денес? Па не знам дали е баш така, затоа што Рајна била различна од жените во времето во кое што таа живеела. Во тоа време кога македонското девојче, односно девојчињата биле воопшто необразувани и биле така третирани од семејството како нели како женски жени кои што понатака ќе се развиваат и ќе се грижат за семејството, децата, домакинството, таа била пред своето време. Пред времето. Да, пред своето време со еден предприемачки дух, со желба да се успее, да се помогне, да се работи. И затоа и била токму една и единствена. Немало такви како неа во тој период. Значи таа, да кажам, била на рамниште на мажите, па дури и над нив. Еве, ако се каже дека или завршила во Лозана, била единствено женско во незината генерација, прва генерација од сите момчиња, таа единствено женско. Значи во Европа, во простори кои што биле многу поразвиени од нашата држава во тоа време. Така да не можам да ја поистоветам со македонската жена, меѓутоа настанот кој што се случува во времето во кое што таа живеела, се офатени сите тие работи.
Така, што ќе биде следно од Олја Петрушевска-Томева покрај сите овие книги кои што чекаат во фиока, си го чекаат нели белиот ден да го видат листот хартија, што да очекуваме најново нешто од вас со што ќе Па вака, реков дека таа едната книга ми е готова, на сладкиот филџан кафе се вика, тоа е драма, љубовна приказна, различно од сите ова до сега што имам напишано, и следното продолжеток на Одмазата на богомолката, исто така психолошки трилер. Така, до тога што останува да им порачаме на нашите гледачи да ја прочитаат сагата за Рајна, да дознаат малку повеќе која е била Рајна Алексова и сите оние настани кои што се поврзани со неа, каде се можат да си ја набават книгата, освен нели во продавниците, книжарите на Сакам книги? Па во продавниците на Сакам книги, во нивните книжарници, електронски може исто така на Сакам книги на сајтот да се нарача, за тие што не се од Скопје. Ја има во букстор во Битола, и ќе кажам дека Сакам книги има патувачки караван и во месецот сигурно да во посета во 2-3 града и соработуваат со книжарници од сите градови, така да на барање, значи може да им се достави таму, да ги нека заследат, ете да кажам, страницата на Сакам книги, они ги имаат секој ден каде идат, кои се нивните патувачки каравани, може да видат каде во кој град се, дружење има со авторите, не само со мене, да кажам, и другите автори, нели, кои што ги поддржуваат Сакам книги, така да може да да дознаат од таму и од кој град потекнува да ја најдат книгата, меѓутоа секој пат можете електронски. И електронски. Да. Еде така, доловивме од каде се може да се снабди сагата за Рајна. Јас овде ќе ви се благодарам за тоа што одвоивте дел од вашето скапуцено време, не угостоивте токму да бидете наша гостинка. Ќе ви посакам уште многу успеси, уште многу нови приказни, уште многу дела кои ќе ги читаме и со нетрпение ќе ги очекуваме од вас. Се надевам на некоја наша наредна средба и дружба. Ви благодарам на поканата, секој пат ми е чест кога ќе ме поканат било каде ете се за прв пат по вашата телевизија, во вашата емисија. Се надевам дека ќе имаме ни следни видувања и гостувања со некоја моја нова книга. Ви благодарам. Почитувани гледачи, мини промоција на сагата за Рајна од нашата македонска авторка Олја Петрушевска-Томева. Се надевам дека успеавме да ви доловиме дел од содржината. Може би да ви инспирираме да се ја набавите токму оваа книга базирана на вистински настани, базирана на вистинска приказна во сите книжарници на Сакам книги, исто така и преку нивните електронски книжарници. Овде ќе ви се заблагодарам за вашето внимание и ќе ви посакам да се чувате, да останете во добро здравје и ќе посакам уште една наша наредна средба наредната недела во исто време.